Добре дојдовте и ви благодарам на одвоеното време. Во контекста на денешната конференција, која е улогата на бизнис лидерот во време на технолошките и дигитални промени? Морам да истакнам дека времето кое што го живееме е исполнето со технологија и дигитална трансформација и несомнено дека лидерот има пресудна улога во трансформацијата на едно претпријатие кон едно дигитално претпријатие и следење на современите технолошки трендови. Лидерот треба да биде отворен за промени. Зборувавме овде за еден тип на отворено лидерство кое што треба да зрачи со делување преку пример. Лидерот мора да има разбирање за своите вработени и како применетата технологија или концептот на дигитализација на предпријатието ќе има влијание врз неговите вработени. Па од тука јас можам да кажам дека најзначајна е улогата на лидерот и токму затоа ние во денешно време не зборуваме повеќе за менаџирање, за менаџмент, зборуваме за лидери, зборуваме за лидерство во рамки на една компанија. Спомнавте улогата на лидерот. Сега, која е улогата на EOS Matrix? Кој е импактот? Има делување на компанијата во контекст на одржливост и ликвидноста на финансискиот систем во земјата? Да, ви благодарам за прашањето. Она што ние се трудиме да го направиме е да го воведеме тој еквилибриум, тој баланс во должничко-доверителските односи, односно да ја вратиме ликвидноста повторно назад во економијата и со тоа да ослободиме дополнителни средства за нови инвестиции, односно па дури можеме да направиме врска со претходно за вложување во дигитализација и во иновативни технологии за водење на бизнисот. Сметам дека она што ние го работиме, алатките, моделите кои што ги пременуваме на нашиот пазар се усогласени во целосно со европските практики и европските вредности, нешто што сметам дека е потребно на нашиот пазар и треба час поскоро да се прилагодиме кон истите. Затоа мојата оценка би била дека улогата на компанија како EOS е од исклучително значење севкупно за економијата и треба економијата да најде начини како да создаде доволна добра клима за да функционираат компании како EOS на нашиот пазар. Така. И за крај, кои се вашите очекувања на влијанието на вештачката интелигенција врз човечкиот капитал? Да, интересно е, нашата компанија е традиционално се базира традиционално на човечки ресурси како основни ресурси за спроведување на нашата дејност. Меѓутоа ние како компанија па имаме имплементирано вештачка интелигенција во нашето работење. Неодамна групацијата го воведе асистентот базиран на вештачка интелигенција за комуникација со нашите корисници и нашата компанија во Македонија интензивно работи на имплементација на еден таков модел. Искрено не гледам никаква опасност и не гледам никаква загрозеност на човечкиот капитал од вештачката интелигенција, затоа што вештачката интелигенција во принцип се базира на знаењето и на искуството што го носи човечкиот капитал. Јас верувам дека врската ќе се продлабочи и колку поагресивно идеме со примена на вештачката интелигенција во нашето секојдневно работење, се повеќе ќе ни треба човечкиот капитал како еден катализатор и како еден насочуваш на тоа во која насока нас ни е потребна вештачката интелигенција. Благодарам, ми беше чест да разговараме. Ви благодарам и на вас.